централно издание на дневникот Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Преку проектот Македонија вработува се отворени 15.900 работни места. Одржан фудбалски надпревар во Неготино со хуманитарен карактер. Детското седиште во автомобилот ја намалува опасноста од фатални последици за 75%, а од сериозни повреди без фатални последици за 67%. Преку проектот Македонија вработува се отворени 15.900 работни места. Најголемиот успех во изминатите 10 години е падот на невработеноста. Ако во 2006 година стапката на невработеност беше над 38%, заклучно со последниот квартал од минатата година, невработеноста падна на 24,6%, истакна Спасов. Проектот Македонија вработува е проект кој одбележа 2015 година. Започна да се реализира на средината на април лани, со цел да се помогне на повеќе групи невработени лица. Ова го истакна дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов, потенцирајќи дека фирмите кои ќе вработат лице кој е дел од овој проект ќе заштедат поголеми средства. Проектот имаше исклучително добри резултати и заклучно со денес за помалку од една година се отворени 15.900 работни места. Поволностите кои што ги нуди проектот Македонија вработува со ослободување од персонален данок и ослободување од плаќање на социјални придонеси, зависно од која категорија на невработени лица ќе бидат вработени. Ослободувањето може да изнесе од 27 до 37% до просечна бруто плата во период од 3 до 5 години, а за оние највозрастните до нивното пензионирање. Досега овој проект помогна на над 8.700 компании да отворат нови работни места. Неголемиот успех во изминатите 10 години е падот на невработеноста. Ако во 2006 година стапката на невработеност беше на 38%, заклучно со последниот квартал од минатата година, невработеноста падна на 24,6%, напомена Спасов. Секако дека е се уште висок и дека треба да продолжиме со политиките кои што даваат резултат за континуирано да продолжи падот на невработеноста, меѓутоа во овој период од 10 години се отворени над 150.000 работни места. Само изминатата година преку проектот Македонија вработува се имаат отворено 15.900 работни места. Дополнително, преку мерките кои се реализираат преку Министерството за труд и социјална политика, се реализирани над 12.800 вработувања. Околу 10 милиони евра се реализираат за активни мерки и политики за вработување преку директни грантови за самовработување од 3.000 евра, преку мерки за субвенционирано вработување, до мерките за практиканство и обука за побарувани вештини на пазарот на труд, преку кои изминатите години се отворени околу 34.000 работни места. Над 11,5 милиони евра се обезбедени за оваа година само за активни мерки и политики за вработување. Се очекува уште околу 8.000 работни места да се отворат преку овие директни субвенции на приватните компании. Инаку проектот Македонија вработува трае до 15 април годинава. Министерството за образование и наука преку грант од 700.000 евра ќе потикнува подобрување на практичната настава и вештини за вработување на учениците. Целта на проектот е поврзување на јавните средни училишта со малите, средните и големите компании во земјата. Со грант програма во висина од 700.000 евра, Министерството за образование и наука ќе дава поддршка за подобрување на практичната настава и вештините за вработување на учениците. Целта на проектот е поврзување на јавните средни училишта со малите, средните и големите компании во земјата. Една од компонентите на нашата развојна образовна политика е поврзување на училиштата со бизнис секторот, односно компаниите, затоа што непосредната комуникација и соработка меѓу нив е единствениот начин за најдобар придонес кон унапредување на практичните вештини на учениците, создавање на конкурентен работен кадар кој по формализација на средното образование, по собствена иницијатива или би бил ангажиран во работните процеси на некоја компанија,
или пак би продолжил во високо образование, за што средната стручна спрема би представувала исклучително добра основа. Износот на средства кои можат да се добијат се движи од 5.000 до 20.000 евра по проект. Од Министерството за образование информираат дека може да се аплицира со повеќе проекти за повеќе типови на грантови. Програмата нуди неколку типови на грантови, односно нуди можност за финансирање на проекти за реализација на практична настава во склоп на училиштата за организирање на кампови за техничка обука за време на летниот распуст, курсеви и практична обука во училиштата. Проекти за реализација на практична настава во компаниите, директно на работните места, проекти за основање на реални училишни компании. Предлог проектите може да се доставуваат најдоцна до 15 мај. Конкурсот и деталните критериуми за учество се достапни на официјалната интернет страница на Министерството за образование и наука, со цел да се постигне поголема искористеност на можностите кои што ги нуди оваа грант програма. Ќе се организираат обуки по региони за средните училишта. На тој начин ќе се обезбедува техничка помош за квалитетно и навремено изготвување на апликациите и за понатамошно постапување во случај на одобрен грант. Агенцијата за вработување на Република Македонија објави нов оглас за вработување. Станува збор за 3 различни обуки за побарувани занимања на пазарот на труд и една нова мерка за грант до 92.000 денари за мобилност на работна сила, изјави заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Трите обуки опфаќаат обука од областа на туризмот, обука од областа на обезбедувањето и обука за Е и С категорија за возачка дозвола. Сите оние лица кои што ќе аплицираат за овие мерки можат да се стекнат со обука која што ќе трае од 3 до 6 месеци, после завршувањето на обуката да добијат сертификат со кој што ќе бидат поконкурентни на пазарот на труд. Нивните можности ќе бидат поголеми да се стекнат побрзо со работно место и ова е значајно за надградба на вештините на невработените лица, доека пак мерката за мобилност при работа подразбира грант средства, неповратни финансиски средства во износ од 92.000 денари за оние лица кои што ќе се вработат во приватни компании кои што ќе бидат подалеку од нивното место на живење од 30 километри. Ова е за освен Скопје, ова е за оние места кои што се помали и во кои што нема можеби поголем индустријски капацитет или пак странска инвестиција. Преку овие средства се финансира нивната мобилност, односно средства за покривање на нивните патни трошоци во одреден временски период и тие средства не се враќаат, односно се неповратни. Денеска околу 12 часот и 30 минути во сообраќајна несреќа која се случи во близина на Росоман. Едно лице го загуби животот. До несреќата дошло откако патничко моторно возило Ford Fiesta со скопски регистарски таблички го пресекло патот на друго патничко возило марка Мерцедес, кое доаѓајќи од спротивната насока директно удрило во Ford Fiesta-та. Од ударот на лице место починало едно лице, а повредени се возачот и совозачот, соопшти од јавното обвинителство Кавадарци. Попладнево уште еден несреќен случај се случи во Велешкиот регион. Според информациите добиени од СВР Велес, околу 17 часот и 30 минути во село Мамутчево интервирано е при несреќен случај, односно лице кое управувало трактор се превртел во нива. Првичните информации говорат дека на лицето покажаната прва медицинска помош пренесено е во општата болница во Велес. Оттаму нема повеќе информации за здравствената состојба на пациентот, а СВР Велес информира дека нивна екипа направила увид на лице место. Во земјава се поголем е бројот на сообраќајни несреќи во кои животот за жал го губат мали деца. Со цел да се спречи ваквиот исход, родителите треба детето во автомобил да го возат на посебно детско седиште, каде се намалува опасноста од фатални последици за 75%. Бројот на сообраќајни несреќи се поголем. Само во Вардарскиот регион последнава недела се случија 3 сообраќајни несреќи во кои едно лице го загуби животот, а 3 се здобија со телесни повреди. Во земјава се поголем е и бројот на сообраќајни несреќи во кои животот за жал го губат мали деца. Со цел да се спречи ваквиот исход, родителите треба детето во автомобил да го возат на посебно детско седиште.
Детските седишта ги актуализираме. Значи ние од 2008 година навака континуирано правиме одредени акции и кампањи за зголемување на свеста на родителите и сите учесници во собранието од различни аспекти и различни таргет групи. Оваа година акцентот го ставивме на родителите, мајките, татковците, но и сите оние кои превезуваат во своите автомобили деца. Статистиката говори дека 75% од родителите користат детски седишта, но 71% од нив не знаат соодветно да го инсталираат тој уред во седиштето на автомобилот. Тоа укажува дека потребна им е едукација и правилен совет како да го постават детското седиште, односно како да го инсталираат во автомобилот, на која страна да биде поставено, од која страна детето да гледа, колку да биде прицврстено, кога да се користат соодветните каешти, што ги има во самиот уред вграден, но имаме и уреди за оние возрасти од 4 до 6 и од 6 до 11 години, каде што не е потребно да се врзуваат, значи автоматски, него да се става поесот кој е веќе во автомобилот. Правилно избраното и поставено детско седиште ја намалува опасноста од фатални последици за 75%, а од сериозни повреди без фатални последици за 67%. Неправилниот начин на живот што го практикуваат младите е една од главните причини за заболување од дијабетес. Во светски рамки до лани бројката на заболени изнесува околу 390 милиони луѓе, а во Македонија 180.000 пациенти се заболени од дијабет. Бројот на заболени од дијабетес откако болест на современото живење е во постојан пораст. Лекарите велат, загрижувачки е фактот дека се повеќе младата популација е подложна на ова заболување. Како причина се наведува неправилниот начин на живот што го практикуваат младите. Се поместува старосната група на помлада возраст, значи се појавува како тип 1 дијабет и тип 2. Тоа е резултат како на денешното стресно живење, нездрава исхрана, брза храна, послабо движење, централна дебелина и храна што ја консумираат претежно младите. Редовни лекарски прегледи и менување на лошите животни навики се од суштинско значење за намалување на ризикот од појава на шеќерната болест. Превенцијата, здрав начин на живот, прво да се промени животниот стил, да се вежба почесто, физичка активност, доволно е само неколку пати во неделата 1 до 2 часа физичка активност, возење точак, пливање или пак само пешачење. Дека состојбата со ова заболување е алармантна укажува и статистиката на Интернационалната фондација за дијабет. Во светски рамки до лани бројката на заболени изнесува околу 390 милиони луѓе и бројката во Македонија е загрижувачка. Како една епидемија, прогресивно се зголемува бројот на пациенти со дијабет и моментално изнесува околу 180.000 пациенти што се со дијабет. Како и пациентите со инсулинска терапија, тие се 36.000 на ниво на Македонија. Според статистиката на Интернационалната фондација за дијабет, на секој 10 секунди во светот поради компликации од оваа болест умира по едно лице. Хуманоста нема граници дури и кога се работи за дерби надпревар. Околу 2000 гледачи беа дел од фудбалскиот надпревар помеѓу вечните ривали Тиквеш од Кавадарци и Вардар од Неготино. Целта беше да се помогне на 23 годишниот Илија Таневски, кој во моментов е хоспитализиран во Германија. Хуманоста нема граници, дури и кога се работи за дерби надпревар. Околу 2000 гледачи беа дел од фудбалскиот надпревар помеѓу вечните ривали Тиквеш од Кавадарци и Вардар од Неготино. Целта беше да се помогне на 23 годишниот Илија Таневски, кој во моментов е хоспитализиран во Германија, каде што му предстои операција за која се потребни 50.000 евра. Заради двете работи заедно, но затоа што сум играше воедно и на Вардар и така да го поддржам мојот клуб. Во Неготино едно локално дерби од регионален карактер, би рекол, кој што го радува секој љубител на фудбал, пред се на спортот. И секако дека поддржам ова акција која што беше за поздравување, нели, видовте и самите голем аплауз кој што беше пропратен од целокупниот амбиент и публиката која што дојде. Се надевам дека и во иднина ќе се продолжат со вакви хуманитарни акции. Пред се хуманоста за неготинецот кој му е неопходна паричната помош, така сите луѓе од Неготино, граѓаните, поставиме хумано и дај Боже дечкото да оздрави. Исто да биде и тој гледач и највеш на
фудбалскиот клуб од Неготино, ФК Вардар. Ние се придруживме кон таа хуманитарна акција и ќе биде собран доброволен прилог директно таму на трибина од навивачката група Лозари Кавадарци. Да, сите пари што се собрани или што биле собрани пред и после утакмици и што биле собрани од карти, сите одат у хуманитарен аспект. Со ова се докажа дека хуманоста нема граници, хуманоста е пред се, па макар и кога станува збор за надпревар, чија што победа би била од големо значење. Оваа иницијатива потекна од градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Играчите, управата на фудбалскиот клуб Вардар, сите овие посетители кои се на трибините, сите навивачи, да ја искористиме во хуманитарна цел, колку можеме да собериме барам дел од средствата кои се потребни за лекување на нашиот драг сограѓанин Илија Танев. Воедно преку сите асоцијации заеднички ќе настапиме. Исто така во координација сме и со Фондот за здравствено осигурување да ја оствариме целата, да обезбедиме доволно средства за да може најбезболно нашиот сограѓанин повторно да закрепне и да го очекуваме на трибините. Уште многу средства се потребни за лекување на Илија Таневски. Хуманите луѓе своите донации можат да ги упатат на телефонските броеви 077 143 466 и 075 143 466. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет од Велес се активни во голем број проекти. Низа активности се планирани во рамки на научно-истражувачката дејност, а како главно тело што ги координира студентите е студентскиот парламент, чии заслуги придонесуваат да се зголемат успесите на факултетот. Крводарителски акции, хуманитарни донации, различни спортски активности, учество на конгреси од меѓународен карактер се само дел од активностите на студентите од Технолошко-техничкиот факултет од Велес. Како главно тело што ги координира студентите е студентскиот парламент, чии заслуги придонесуваат да се зголемат успесите на овој факултет. Најдобар двигател за самите студенти ни представува учеството не само на конгреси, туку и нивната практична работа во голем број на фирми, а дел од нив после дипломирањето се понудија да вработат наши кадри. Низа активности се планирани во рамки на технологијата 2016 и во научно-истражувачката дејност. Оваа година е јубилејна. 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Нашиот универзитет е носител на ова име, па планирани се низа активности. Меѓутоа од она кој што е во тек и со сигурност е дека технологијата 2016 година кој што ќе се организира во Лепенски вир, веќе се организираат студентите таму, ќе настапуваат со научно-истражувачки трудови со спортски активности. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет имаат одлична соработка со Советот на млади на општина Велес. Во тек е подготовка на заеднички проект Здрав живот, здрави навики, каде студентите и професорите земаат активно учество во овие проектни активности. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во интервју за грчкиот весник Товима изјави дека мигрантската криза е можност Македонија и Грција да почнат да соработуваат. Од вчера автопатот Е75 од Солун до македонско-грчката граница е блокиран од околу 200 бегалци. Вести од Македонија. Мигрантската криза е можност за институциите на нашите две соседни држави да ја надминат недовербата и да почнат да соработуваат. Вака председателот Иванов ја оценува моменталната состојба со мигрантите. На грчката јавност треба да биде јасно дека затварањето на Балканскиот коридор не е на штета на Грција, туку напротив во нејзина корист. Македонија никогаш не беше дел од решението за ограничување на чие било движење и никогаш не сме поддржале исклучување на Атина од иницијативите поврзани со мигрантската криза, порача македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во интервјуто за грчкиот весник Товима. Според Иванов, проблемот е уште поголем, бидејќи Грција води негативна кампања против Македонија. Она што грчките граѓани треба да го знаат е дека и јавно, но и во разговорите со моите соговорници од Европската Унија, барав да и се помогне на Грција, вели Иванов во интервјуто за Товима. Во однос на мерките за доверба, Иванов потенцираше дека тие биле на иницијатива токму на македонската страна и дека Република Македонија направи се за да изгради мостови со грчкото општество, дури и во услови кога грчката влада правела се за да ја подкопа таквата соработка.
Грчки бродски компании заедно со силите на Фронтекс од утре ќе започнат да ги враќаат бегалците во Турција. Повеќе од 200 бегалци го блокира автопатот Е75 кај Поликастро. Веќе бил направен и распоред на бродовите во кој колку бегалци и со колкава полициска придружба ќе се транспортираат. Ова е дел од спроведувањето на договорот помеѓу Европската унија и Турција. Во Грција во моментов има околу 30.000 бегалци. Од вчера автопатот Е75 од Солун до македонско-грчката граница е блокиран од околу 200 бегалци од кампот во Сехово. Тие во близина на бензинската пумпа кај Поликастро шаторите ги поставија на автопатот, пошто сообраќајот е во прекин. Железничкиот сообраќај помеѓу Солун и Гевгелија е во прекин веќе 10 дена. Во кампот остана уште околу 1000 бегалци и мигранти. Деновиве грчките власти со автобуси ги враќаа бегалците во прифатните центри во Неа Кавала, Верија и Катерини. А од вестите од светот, летовите меѓу Атланта и Брисел до 2017 година ќе бидат укинати. Азербејџан еднострано ги прекинува контранападите и контрамерките против непријателот. Азербејџан, покажувајќи добра воја, се одлучи на едностран прекин на непријателство, соопшти Министерството за одбрана, како резултат на мирољубивата политика на државата. Вооружените сили на Азербејџан еднострано ги прекинуваат контранападите и контрамерките против непријателот на окупираните територии и се донесе одлука да се започне Организација за зајакнување на одбраната во ослободените територии, се наведува во соопштението. Министерството истовремено истакнува дека во случај од ерменска страна да продолжат провокациите и бомбардирањето на населени места и позиции на азербејџанската армија, вооружените сили на Азербејџан ќе продолжи со поенергични операции за ослободувањето на териториите и обезбедување на територијалниот интегритет на земјата со користење на сите средства во вооружените сили. Летовите меѓу Атланта и Брисел до 2017 година ќе бидат укинати, соопшти американската авиокомпанија Delta Airlines. Причината за прекинот е континуираната несигурност околу продолжувањето на работата на аеродромот во беглиската престолнина и намалената побарувачка, пренесува БТА. Delta Airlines соопшти дека има намера да се врати авиоврската меѓу Њујоршкиот аеродром Џон Кенеди и Брисел, штом се добие зелено светло, тоа и да го направи. Заменикот на саудискиот престолонаследник Мухамед бин Салман изјави дека јавниот инвестициски фонд ќе контролира 2000 милиарди долари и ќе му помогне на Саудиска Арабија да се одвикне од зависноста на економијата од продажбата на нафтата. Салман истакнува дека во рамките на таа стратегија ќе бидат продадени акции во државната нафтена компанија Арамко. Првата продажба на акции може да биде следната година, кога се планира продажба на 5% од акциите. Bloomberg пренесува дека со продажбата на Арамко, Саудискиот државен фонд ќе има пари за да ги купи 4 најголеми компании на светската берза. Без сомневање тоа ќе биде најголемиот фонд на светот. Тоа ќе се случи штом Арамико излезе на берза, додава Салман. Викендов на матка се одржаа првиот и вториот изборен надпревар во кајак за пласман во репрезентација, а во организација на Македонската кајакарска федерација. Велешаните Борче Мирчевски и Јубомир Спасик завршија на второто, односно третото место. Македонскиот автомобилист Игор Стефановски стигна до првите бодови на Европскиот куп турнир. Вести од спортот. Викендов на матка се одржаа првиот и вториот изборен надпревар во кајак за пласман во репрезентација, а во организација на Македонската кајакарска федерација. Во саботата, во рамки на првиот надпревар за сениори и млади сениори до 23 години, надпреварот прв го заврши Атанас Николовски, додека велешаните Борче Мирчевски и Љубомир Спасик завршија на второто, односно трето место. Во конкуренција на млади сениори, прв беше Александар
Александар Златаров, а зад него заврши Енис Небиовски, рангирање кое се повтори и во вториот изборен надпревар. Кај сениорите, Николовски заврши први на вториот изборен надпревар, спасиќи овој пат се избори за второто, додека Мирчевски заврши на третото место. Наредната сабота ќе се случи и третиот надпревар, кога ќе се одржат и квалификациите за елинденскиот кајак слалом, кој се одржува по 48 пат во државата и еден од најстарите спортски манифестации. Тогаш ќе биде познат и репрезентативниот состав кој ќе настапе на Европското првенство во Липтовски Микулош во Словачка, како и составот на младите сениори за настап на Светското првенство во Краков, Полска. Надпреварувањето имаше отворен карактер, па покрај Македонија учество зедоа и кајакари од Норвешка, Турција, Србија, Литванија, Босна и Грција. Пимпонгарскиот клуб Борец Тим од Велес на гостински терен го совлада пимпонгарскиот клуб Хепи од Кочани во рамките на 10-тото коло од втората пимпонгарска лига. На овој надпревар Борец Тим убедливо победи со резултатот 5-1. Борец Тим моментално се наоѓа на првото место од табелата на втората пимпонгарска лига со високи 18 поени. Следниот викенд во рамките на 11-тото коло ќе се одигра градското дерби помеѓу пимпонгарскиот клуб Борец Тим од Велес и пимпонгарскиот клуб Патриота Галакси исто така од Велес. Дербито на колото убедливо му припадна на Карпош Соколи кој го совлада Кожув со 104:74 во надпреварот од 23-тото коло во домашното кошаркарско првенство. Карпош Соколи ја запиша својата 17-та победа сезонава во првата лига. Соколите го збришаа Кожув, па во домашниот состав дури 6 кошаркари постигнаа подвуцифрен број поени. Најпрецизен кај домашните беше Болтик, додека пак кај Гевгеличани беше Алекса Нешовик со 23 постигнати поени. Аеродромци пак ги совладаа Струмичани на гости со 60:79. Урош Луковиќ беше најпрецизен за МЗТ со 18 поени, додека пак кај Кожув најпрецизен беше Макенџиев со 16 поени. Кумановци беа поразени од Фени Индустри со 86:83 во најнеизвестниот дуел во колото. Фени беше предводен од Николовски со 19 постигнати погодоци, со исто толку поени на другата страна најуспешен беше Пековиќ. На табелата МЗТ е лидер со 44 бодови, пред Карпош Соколи кој има 40. На третата позиција е Фени кој има исто бодови со четврто пласираниот Куманово, односно 38 бодови. Македонскиот автомобилист Игор Стефановски Иџе стигне до првите бодови на Европскиот куп турнир, откако по одличното возење во втората трка заврши на 7-та позиција. Остварувањето на солиден пласман доаѓа по лошиот старт кој Иџе го имаше на првата трка, кога претрпе судир со друго возило, пошто беше неизвестно неговото понатамошно учество. Оштетувањето на автомобилот го принудија македонскиот автомобилист на денешното возење да стартува од бокс на патеката Пол Рикард во Франција. Победник на денешната трка беше чехот Петар Фулин пред Петар Рикли од Швајцарија и Норберт Наки од Унгарија. Надпреварувањата ќе продолжат во Словачка од 15 до 17 април. Германскиот Формула 1 возач Нико Росберг ја забележа втората победа сезонава откако триумфираше на трката за големата награда на Бахрейн. Возачот на Мерцедес постигна предност уште во првите минути од трката, откако го мина клубскиот колега Луис Хамилтон и не дозволи да биде во загрозена положба. Второто место му припадна на Кими Раиконен од Ферари, додека Хамилтон заврши трет. Вториот возач на италијанскиот тим Себастијан Фетел поради проблеми со болидот на загревањето не ја започна трката. Наредната трка од календарот е закажана за 2 недели, кога во Шангај ќе се одржи надпреварот под покровителство на големата награда на Кина. Времето утре сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб ветер од југоисточен правец. Деталите во продолжение.
Го следевте централниот дневник на К1. Имете пријатна вечер. Пријатно.